Добро вечер и Божи мир и Божи благослов до сите слушатели кои што се разбира ова вечер ќе слушаат емисијата Глас на вистината. Ви посакувам благослов Божи и се разбира ова вечер ќе можеме да се дружиме заедно и да бидеме инспирирани заедно преку Светиот Дух и преку Словото на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Како што реков, продолжуваме со истата тема, темата се вика, или темата која што ја нагласивме, се вика целосна доверба во Господа во лоши времиња. И видовме што пророкот Авакум зборува. И заклучивме дека живееме во последните времиња кога се случува околу нас во светот и кај нас. Затоа потребна е целосна доверба во Господ Исус Христос, затоа што тој самиот вели кога ќе дојдам дали ќе најдам вера. Видовме дека ни е потребна вера, колку едно синапово зрно, и видовме какав авторитет или со какав авторитет, сила и моќ располага верата. Видовме дека жената која имаше 12 години крвотечение, преку вера Господ ја ицели. Потоа видовме дека Исус преку вера на незиниот татко Јаир ја воскресна девојчето кој беше мртва, иако имаше 12 години. Потоа видовме како еден царски син беше излекуван точно преку верата на неговиот татко. Потоа видовме за Божиот пријател, всушност за Исусовиот пријател Лазар, кој беше 4 дена мртов и Исус го воскреснува. И затоа и вели на Марта, верувај, и ако веруваш, ќе видиш славата Господова. Што е вера? Библијата ни зборува околу верата и таа ни дава една конкретна дефиниција. До писмото до евреите еве што е запишено. Што е вера? Тоа е сигурност дека она на што се надеваме на вистина ќе се случи. Верата е увереност во нешто што не си го видел. Значи, верата е нешто што не го гледаме, а докажуваме дека постои. Дека верата е жива представа за она што не се гледа, а се разбира дека докажуваме дека постои. Иако е верата верување во нешто што не го гледаме, наградата е дека ќе го видиме тоа што ние го веруваме. Верата на сите нас ни е потребна, за да не приближи до Бога и за да не направи богоугодни личности. Ако ја прифатиме и ја негуваме правилната вера, тогаш таа станува средство преку кој добиваме прошка на гревовите, помирување со Господа, поштеда од Божиот суд, вечен живот и многу бројни благослови, заштита од ѓаволот и демонските сили, прочистување на срцето од се што е зло, негово облагодарување и добивање на Светиот Божи Дух за наш траен сојузник. Еве што Господ Исус Христос зборува за околу верата, се разбира по неговото воскресение. Ќе отвориме заедно во Евангелието на Јован 20 глава. Ќе читаме од 24 па се до 31. Значи Евангелие на Јован 20 глава ќе читаме од 24 до 31. А Тома, еден од 12 мина наречен близнак, не беше со нив кога дојде Исус. Другите ученици му рекоа: го видовме Господа, а тој рече: додека не ги видам раците од неговите клинци, на раците негови, и не го ставам прстот свој во раните од клинците, и не ја ставам раката своја во ребрата негови, нема да поверувам. А по 8-миот ден учениците негови пак беа собрани заедно и Тома со нив. Дојде Исус кога вратата беше заклучена. Застана меѓу нив и им рече: мир вам. Потоа му рече на Тома: дај го прстот свој овде и види ги рацете мои, дај ја раката своја и стави ја во ребрата мои, и не биди неверник, туку верник. Одговори Тома и му рече: Господ мој и Бог мој. Исус му рече: ти поверува затоа што ме виде.
Блажени се оние кои нема да ме видат, ама ќе поверуваат. И многу други чуда изврши Исус пред учениците свој, што не се запишани во оваа книга. А овие се запишани за да се поверува, или да поверувате дека Исус Христос е Син Божи, верувајќи во Него да се стекнеме со живот вечен, се разбира во неговото име. Значи, повторно овој текст ни зборува дека не е вера она што се гледа, туку она што не се гледа, а ние сепак докажуваме дека постои. И затоа сме благословени или блажени или стрекни, затоа што иако Господ Исус не е меѓу нас, но сепак по неговото ветување, затоа што Библијата зборува дека неговите ветувања се да и амин, тој е меѓу нас. Во Евангелието на Матеј, 18 глава, 20 стих ние читаме: каде се собрани двајца и тројца во негово име, тој е меѓу нас. Повторно во истото Евангелие, во Евангелието на Матеј, 28 глава, 19 и 20 стих вика дека тој ќе биде меѓу нас до свршетокот на светот и дека тој нема да не остави. Значи Господ, иако е невидлив за нашите очи, меѓутоа по неговите ветувања тој е помеѓу нас. И затоа реков дека не е вера она што ние го гледаме со нашите очи и докажуваме дека постои, туку вера е она што не го гледаме, ама докажуваме дека постои. И затоа верата е жива представа за она што не се гледа, ама ние, се разбира, го докажуваме тоа и се надеваме на сето тоа. Преку вера, не само што ние докажуваме дека Бог постои, туку преку вера, или верата е единствено средство преку кој не доближува до самиот Господ Бог. Во Захарија, ако отвориме во книгата на пророкот Захарија, ќе видиме што таму, се разбира, ние запишаме. Значи, книга на пророкот Захарија, книга на пророкот Захарија, првата глава, книга на пророкот Захарија, првата глава, и ќе видиме што таму, се разбира, ние запишаме. Отвориме во книгата на Захарија, првата глава, третиот стих. Затоа кажем вака, вели Господ Саваот, вратете се кон мене, и јас ке се вратам кон вас, вели Господ. Повторно во Малахија истото тоа Господ им го зборува на Божиот народ. Приближете се кон мене и јас ке се приближам кон вас. Во посланието на Јаков го потврдува она што ни е запишано во Стариот Завет. Вратете се при Бога и Бог ке се врати до вас. Меѓутоа рековме дека верата е главно средство како ние можеме да се вратиме при Бога и како Господ може да се врати при нас. Всушност, како ние можеме да се доближиме до самиот Господ Бог. Единствено средство е токму верата во Господа Исуса Христа. Затоа, преку верата не само што ние се доближуваме, туку преку верата ние стануваме богоугодни личности и живееме, се разбира, преку верата во Господа Исуса Христа. Еве што е запишено во посланието до евреите. 11 глава, 6 стих. А без вера не е можно да му бидеме угодни на Бога. Секој што сака да дојде кај Бог мора да верува дека тој постои и дека ги наградува оние што искрено од се срце, се разбира, го бараат него. Значи, невозможно е да се пристапи, да се дојде до самиот Господ, а и Господ да дојде кај нас, меѓутоа без вера. Затоа писателот на евреите зборува точно за верата, дека без вера не е возможно да му се угоди
на Господа, ниту па можеме да живееме според волјата Божја, меѓутоа без вера. Видовме дека верата е клучна улога во нашиот живот. И таа е средство која што не води во текот на сите денови во нашиот живот. Затоа Исус вели, кога ќе дојдам, дали ќе најдам вера. Исто така, сакам да зборуваме за сигурностна вера. Покрај тоа што Библијата зборува за силна вера, дека треба да имаме вера колку едно синапово зрно, и дека за сите оние кои што имаат толкава вера, се е можно. Подоцна во делата на апостоли, па и во писмата кои се напишани, гледаме како Бог ги користил своите ученици, но сепак преку вера. Затоа реков, се е можно за оние кои што веруваат. Ако и речеме нова планина се премести, таа ќе се премести. Се разбира дека Господ Исус зборува на еден многу символичен начин. Но сепак, уште еднаш ќе кажам дека Господ сака да ни каже дека преку вера се е можно. Се е можно за оние кои што веруваат или имаат целосна, комплетна доверба во самиот Господ Бог. Видовме што може да направи верата. Видовме дека сите 4 евангелија се изворени со едни такви клучни или уникатни настани. Што е тоа што може да направи верата? Видовме дека верата исто така има сила да воскресне мртви, да даде и целение, да донесе благослов на многу мина. Затоа е многу важно и затоа Авакум зборува точно за верата. Целосна доверба, вера е значи да се положиш или да имаш целосна доверба во Господа. И тоа како ни е потребна денеска верата. Затоа што живееме, реков, во последните времиња, кога се случува околу нас и кај нас. И затоа ни е потребна една целосна, комплетна доверба во Господа, без малку, без прошка сомнение. Ако сакаме да проживееме и понатаму, затоа што верата е таа мотивирачка сила која не мотивира, ни дава надеж за да продолжиме понатаму, се разбира да живееме, но меѓутоа со вера и поддршка на Господ Исус Христос. Затоа сакам ова вечер да ви препорачам, ако ви фали вера, молете се и Господ ќе ве благослови и ќе ви даде една целосна и комплетна вера. Ако не ви достасува или не ви достига вера. Затоа што верата, реков, е единствено средство. Верата е таа која што има авторитет и моќ да не доближи до самиот Господ Бог. Преку верата ние се приближуваме до самиот Господ. И тоа е богоугодно, затоа што не можеме да бидеме богоугодни личности ако пред се не ја вклучиме верата во нашиот живот. Зборувам за една целосна и комплетна вера, верувајќи му на Господ и оставајќи го нашиот живот, се разбира да тој го има и го води со своите раце. Така да, ова вечер сакам да ви посакам Божи благослов. Господ нека биде со сите вас, Господ нека ве води и се разбира, ако Господ даде да бидеме здрави и живи, ќе продолжиме понатаму со истата тема, затоа што верувам дека навистина може да донесе голем благослов во нашиот живот. Целосна доверба во Господа во лоши времиња. Потребна ни е верата. Затоа Авакум вика, што и да се случи, јас повторно ќе се радувам во Господа. Повторно ќе го славам Господа. Зошто? Затоа што тој е моја сила. Затоа што тој е на моја страна. Псалмистот Давид вели, да слезам од огнета на смртната сенка, нема да се исплашам од злото, зашто Господ е со мене.
И длабоко верувам дека Господ е со сите нас. Псалмистот Давид имал целосна доверба во Господа и затоа го напишал па дури и третиот псалм, кој вели: легнувам, станувам, спијам, знам дека Господ ме чува. Давид имал една комплетна целосна доверба, како што и многу Божи луѓе во Стариот, па и во Новиот Завет имале целосна доверба и навистина Господ ги употребил за негова слава. Сакам ова вечер да ви посакам на сите вас пријатна вечер. Господ со вас нека биде и се гледаме, се разбира, до наредната емисијата која е насловена како Глас на вистината. Уште еднаш пријатна ноќ и Господ нека биде со сите вас. Амин. Добро вечер и Божи мир и Божи благослов до сите слушатели кои што се разбира ова вечер ќе слушаат емисијата Глас на вистината. Ви посакувам благослов.